Поголем дел од современите радиоматерски трансивери, за да можат да работат правилно, потребно е да бидат приклучени на еднонасочен стабилизиран напон од 13,8 волти. За таа цел се користи адаптер кој на својот излез дава стабилизиран напон од 13,8 волти и кој може да се оптовари со јачина на струја од околу 22 до 25 ампери, бидејќи трансиверот кога емитува околу 100 вати излезна мокност, троши околу 22 до 25 ампери на 13,8 волти. За да може адаптерот да испорача еднонасочен стабилизиран напон при толку голема јачина на струјата, потребно е на неговиот влез да приклучиме еднонасочен напон од околу 24 волти со соодветна јачина на струјата. На оваа шема е прикажан така наречен исправувач, кој наизменичниот напон од домашната електрична мрежа од 220 волти го намалува на околу 24 волти. Најнапред, наизменичниот напон од 220 волти со помошта на трансформатор се намалува на околу 17 до 18 волти. Значи треба да одбереме таков трансформатор кој на својот секундар треба да дава 17 до 18 волти наизменичен напон. Потоа ваквиот наизменичен напон се претвора во еднонасочен пулсирачки напон со помош на 4 диоди, поврзани во грецов спој. А понатаму со електролитските кондензатори, кои треба да имаат голем капацитет од најмалку 10.000 микрофаради, го пегламе тој пулсирачки напон, па на краевите од електролитските кондензатори добиваме 24 волти еднонасочен нестабилизиран напон. Понатаму овој напон се намалува и стабилизира во адаптерот за стабилизација, чија шема ќе ја разгледаме покасно. Ова е шема на наједноставен адаптер стабилизатор на напон. За стабилизација на напонот е употребена само една Zener диода со вредност од 13,8 волти, колку што нам ни треба на излезот од адаптерот. Недостаток на овој стабилизатор е тоа што максималната струја која може да ја испорача ваквиот стабилизатор зависи од мокноста на Zener диодата, односно од максималната струја со која може да се оптовари Zener диодата. За пример, ќе земеме дека максималната мок на Zener диодата е 5 вати, што значи дека максималната струја на Zener диодата ќе биде 360 милиампери. Максималната излезна струја на овој стабилизатор треба да биде нешто помала од максималната струја со која смее да се оптовари Zener диодата. Во овој пример ќе земеме дека максималната струја на излезот од овој адаптер стабилизатор ќе биде 250 милиампери или 0,25 ампери. Вредноста на отпорникот R се пресметува според Омовиот закон на тој начин што напонот на краевите од отпорникот го поделуваме со максималната јачина на излезната струја од овој стабилизатор. На тој начин добиваме вредност за отпорникот од 41 Ом. Напонот на краевите на отпорникот R е еднаков на влезниот напон минус напонот на Zener диодата, односно излезниот напон. Мокноста на отпорникот R се пресметува според Омовиот закон така што квадратот од максималната струја на излезот од стабилизаторот се помножи со отпорноста на отпорникот. На тој начин добиваме дека мокноста на отпорникот треба да биде најмалку 2,6 вати. Zener диоди со голема мокност потешко се наоѓаат. Во продавниците најчесто ги има со мокност од 1 до 5 вати, а тоа значи дека за напон од околу 13,8 волти, Zener диодата ќе може да се оптовари со јачина на струја која ќе биде максимално околу 300 милиампери, односно 0,3 ампери, што е далеку од доволно за да се напојува еден радиоматерски трансивер. За да ја зголемиме јачината на струјата која ќе може да се користи од нашиот адаптер за напојување, во комбинација со Zener диодата ќе додадеме еден мокен транзистор, а тоа ќе го разгледаме на следната шема. На оваа шема е прикажан едноставен адаптер, стабилизатор со една Zener диода и еден транзистор. Со употребата на транзистор, за разлика од претходниот пример, кога имавме само Zener диода, струјата која може да ја испорача адаптерот ќе биде поголема. За овој пример земаме дека транзисторот е 2N3055, кој е многу ефтин, мокен и лесно се наоѓа на пазарот. Овој адаптер со еден транзистор на излезот ќе може да даде 13,8 волти и ќе може да се оптовари со струја од 3,5 ампери.
Од фабричките податоци за транзисторот 2N3055 наоѓаме дека максималната струја со која може да се оптовари транзисторот изнесува 15 ампери. Максималната мок на транзисторот, односно неговата дисипација, изнесува 115 вати. А струјното засилување, што се означува со H мало Fe, на транзисторот изнесува 15. Во оваа шема, Зенер диодата треба да има само толкава мок, односно да даде само толкава струја, колку што е потребно да изнесува струјата на базата на транзисторот. И Б. Струјата на базата на транзисторот е помала од излезната струја на адаптерот за толку колку што изнесува струјното засилување на транзисторот, кој се означува со HFE. Во овој случај, струјата на базата при максимална излезна струја на адаптерот од 3,5 ампери ќе изнесува 0,24 ампери или 240 милиампери. Вредноста на отпорникот R, слично како во претходната шема на адаптер само со Зенер диода, се пресметува според Омовиот закон на тој начин што напонот на краевите од отпорникот го поделиме со максималната јачина на струја која треба да ја даде Зенер диодата за да се напојува базата на транзисторот. На тој начин добиваме вредност за отпорникот од 42 Оми. Мокноста на отпорникот се пресметува според Омовиот закон, така што квадратот од максималната струја што треба да ја испорача Зенер диодата се помножи со отпорноста на отпорникот. На тој начин добиваме дека мокноста на отпорникот треба да биде најмалку 2,5 вати. Интересно е да спомнам дека кај ваков адаптер стабилизатор со транзистор, вредноста на излезниот напон ќе биде еднаков на напонот на кој што се наоѓа базата на транзисторот. Исто така, стабилноста на излезниот напон ќе зависи од стабилноста на напонот на базата на транзисторот. Во овој случај, напонот на базата на транзисторот од 13,8 волти го обезбедуваме со Зенер диода која дава стабилен напон. Во претходната шема на адаптер со еден транзистор, видовме дека струјата што треба да обезбеди Зенер диодата е многу помала од излезната струја на адаптерот, и тоа помала за толку колку што изнесува струјното засилување на транзисторот. За да биде уште помала струјата што треба да ја испорача Зенер диодата, во пракса се применува еден трик со употреба на два транзистори, поврзани во така наречен Дарлингтон спој. Кај Дарлингтоновиот спој, двата поврзани транзистори се однесуваат како еден, со тоа што вкупното струјно засилување е многу поголемо и еднакво на производот од струјните засилувања на двата транзистори. Со други зборови, вкупното струјно засилување на двата транзистори поврзани во Дарлингтонов спој е еднакво на струјното засилување на едниот транзистор помножено со струјното засилување на другиот транзистор. Ако, на пример, употребиме два транзистори 2N3055 поврзани во Дарлингтон спој, тогаш вкупното струјно засилување на таквиот спој ќе биде еднакво на 225. Во ваков случај, струјата што треба да ја обезбеди Зенер диодата ќе биде многу помала и ќе изнесува само 16 милиампери, па може да се употреби многу послаба и поевтина Зенер диода. Во оваа шема и отпорникот R ќе може да биде со многу помала мокност. Неговата вредност ја пресметуваме со Омовиот закон и е еднаква на влезниот напон минус напонот на Зенер диодата, поделено со струјата што треба да ја обезбеди Зенер диодата за напојување на базата на транзисторот T1 како дел од Дарлингтоновиот спој. Така добиваме дека отпорникот R треба да изнесува 630 Оми. Мокноста на отпорникот ја пресметуваме така што квадратот од струјата на базата од транзисторот T1 и Б, што треба да ја даде Зенер диодата, ја помножиме со вредноста на отпорникот. На тој начин добиваме дека во овој случај мокноста на отпорникот треба да биде само 0,17 вати. На крајот доаѓаме до шемата на овој едноставен адаптер кој може слободно да се употреби за напојување на било каков 100 ватен трансивер. Овој адаптер од 13,8 волти на својот излез без проблем може да испорача јачина на струјата од 25 ампери.
Употребени се вкупно 5 транзистори 2N3055, од кои 4 поврзани паралелно и еден додатен транзистор со кој се оформува така наречен Дарлингтон спој, кој возможува многу помала струја потребна за базата на транзисторот T1 и многу помала мокност на Zener диодата. Отпорникот R веќе знаеме да го пресметуваме, поучени од претходните примери во ова видео. Транзисторите треба да се монтираат на поголем алуминиумски ладилник, а може да се стави и мал вентилатор за дополнително ладење, доколку адаптерот се користи при максимални излезни струи. За заштита од евентуален краток спој на излезните приклучоци се користи обичен стаклен осигурувач од 25 ампери. Многу подобро е ако се употреби некоја електронска автоматска заштита која може да се изведе само со еден дополнителен транзистор и два отпорници, но подетално за тоа ќе објаснам во некоја следна прилика. На крајот да спомнам дека со помош на пресметки кои можевте да ги проследите во оваа видео, на сличен начин може да се проектира било каков адаптер за напојување во случај да ни е потребен еднонасочен напон за други потреби.